Штом ќе се спомне доктор инженер архитект Петар Николовски, првата асоциација е енергетска ефикасност и градежна физика. Токму со оваа проблематика се занимава повеќе децении. Автор е на многу стручна литература од оваа област. Тој е еден од тројцата автори на актуелниот македонски правилник за енергетски карактеристики на згради од 2014 година. Во следните неколку минути низ негова призма говори за објектите во Скопје, детално осврнувајќи се врз квалитетот, начинот на градење и урбаниот живот во најквалитетната општина Карпош, како што вели и тој самиот. Големи се ефекти постигнуваат доколку правиме градба на објекти, не е важно дали се тоа станбени или нестанбени, да бидат оптимално изолирани во поглед на загуба на енергија во зимскиот и во летниот период. Од тој аспект мора многу внимателно да се пристапува кон при проектирањето уште, значи во фаза на проектирање, оптимална заштита од загубите енергетски. Кога спомнуваме општина Карпош, морам да кажам дека општина Карпош е пионер беше во поглед на регулативата која ја донесе 1992 година за енергетска заштита на објекти. Тоа беше прва регулатива во Македонија пред националната регулатива. Фантастично беше за тоа време и не може многу да разберат како можеше општина Карпош во правилникот да има членови кои се стимулативни во поглед на помали при барање дозвола, помали да принесат во елаборатот за енергетска ефикасност, да принесат докази дека ги надминуваат минималните барања за заштита. Значи, изолацијата е во една зграда инвестиција која единствено она ги враќа вложените средства. Она што е интересно и вие споменавте дека Карпош е пионер кога станува збор за реализација на овие проекти, енергетски ефикасни објекти, енергетски фасади и така натаму. Сега сакам да се навратиме на она време, бидејќи е Карпош лидер во државава во однос на имплементација на овие проекти. Откако се појавија во весници најави дека и зградата за која спомнувате на Партизанска ќе биде на сличен начин реконструирана, јас како жител во Карпош 4 од 72 година, значи бев револтиран и му напишав на градоначалникот Стефче Јакимовски еден допис во кој внесов своји мерења на зградата. Таа зграда е многу лоша во енергетски поглед, но ако се изолира со 8 см фасадна изолација, заштедите ќе бидат 75% поголеми за енергија потребна за загревање. Тој мој допис роди сов плод и се случи перфектна реконструкција на зградата во поглед на санација на фасадата. Со оглед на тоа дека сте жител на општина Карпош од 72 година, какво е чувството кога шетате низ оваа општина и кога гледате прекрасни згради, нови објекти, меѓутоа сите водат голема грижа, пред се мислам на општината, кој е поборник за тоа да тие фасади и објекти бидат енергетско ефикасни. Жителите на општина Карпош живеат урбано, но во природна средина. Се е кажено. Особено сум, како жител на Карпош 4, фрапиран од оној амбиент што го имаме и на биодиверзитетот, не само зеленилата, него и птиците. Значи, тоа е фантастичен еден амбиент за живење. И не би ја менувал мојата локација за ниједна друга локација во Скопје. Дали можеби општина Карпош со право можеме да ја кажеме дека е лидер во Македонија и регионов кога станува збор токму за вакви инвестиции? Апсолутно тоа е точно, бидејќи ја не реков веќе дека службите во општина Карпош кога добиват барања за издавање градежна дозвола, беа обучувани да контролират во проектите дали зградите проектантите ги предвиделе со оптимална или она енергетска ефикасност со употреба на изолации. Пред известно време, користејќи ја она
изреката кажаното се заборава, пишаното останува трајно. Користејќи ја мојата архива приватна, напишав книга од 10 глави на повеќе од 400 страници. 8-та глава го обработува проблемот, не проблемот, него историјата на ова област во општина Карпош. Развојот и растежот на општината. Така е. Во книгата на околу 50 на страници се дадени сите мои веродостојни документи, значи факсимили од и фотографии, факсимили од различити дописи и така натаму, кои што говорат за развојот на ова поле. И со широки раци градоначалникот Јакимовски ја прифати идејата да биде дел од спонзорите на книгата е напишена, не е се уште отпечатена, дел од вредноста за печатењето на книгата да биде спонзорирана од општина Карпош. Ако сакаме да фатиме приклучок кон европското семејство, треба да повлечеме многу правилни потези кои полека но сигурно ќе ни ги отвораат сите порти кон западниот свет. За волја на вистината, општина Карпош е локална самоуправа која веќе го има предзнакот европска. Затоа најзаслужен е менаџментот кој го трасира вистинскиот пат, по кој треба да се движи не само Карпош, туку и сите општини во Македонија, вели архитект Николовски.